вечер во вечерашната топ тема. Во Брисел и Луксембург 13 дена европските експерти на македонскиот тим преговорачи со Европската унија им го презентира европското законодавство од кластерот темели, кој се отвора прв, а се затвора последен во преговорите. Со тоа стартуваше објаснувачкиот скрининг, првиот чекор во пристапните преговори со Европската унија. Анализата на владата пред стартот на скринингот покажа усогласеност на македонското законодавство со европското од 45%, што таа го оцени како добро ниво. Но дали е тоа доволно за брзи преговори со Европската унија и достигнување на 2030 година како таргет година за полноправно членство во унијата? Дали новите вметнати области во првиот кластер, функционирање на демократските институции и реформа на јавната администрација ќе добијат преодна оценка во скринингот? Ја има ли земјата потребната експертиза за водењето на преговорите? Одговорот на овие теми ќе ги побараме во дебатата со нашите вечерашни гости во топ тема. Драган Тилев, државен советник во секретаријатот за европски прашања, Ана Крстиновска, председателка на Тинктек организацијата Естима и поранешен државен секретар за европски прашања, и Андреа Стојковски, извршен директор на Институт Преспа. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Добре дојдовте назад во студиото. На почеток да ги поздравам моите вечерашни гости од мојата лева страна, господинот Драган Тилев, како што реков, државен советник во секретаријатот за европски прашања, од десната страна госпоѓа Ана Крстиновска од Тинктек организацијата Естима и поранешен државен секретар за европски прашања, господинот Андреа Стојковски, експерт по ова поле, долгогодишен експерт и сега извршен директор на Институт Преспа. Добро вечер. Пред да започнеме, би сакала да ја слушнеме изјавата на ВД директорката за Западен Балкан и одговорна за оделението за Македонија за Албанија во Генералниот директорат за преговори за проширување, Микела Матуела, која дел поточно од обраќањето кој го имаше таа на 15 септември, денот кога Македонија го започна објаснувачкиот скрининг во Брисел. Today we dive into substance and we start the screening of the cluster, so-called cluster on fundamentals. The fundamentals clusters will be at the heart of the negotiations and is the area where the revised enlarged methodology has brought also most of the novelties. This cluster will be open first and closes last. I think this sentence has been heard by many of you many times already. And no chapter can be closed before the interim benchmarks of the fundamentals cluster are met. And progress under this cluster will determine the overall pace of the accession negotiations. So today we start with chapter 5 on public procurement, which is the chapter that is part, let's say, of this group that includes also chapter 23 on judiciary and fundamental rights, Chapter 24 on justice, freedom and security, Chapter 18 on statistics, and Chapter 32 on financial control. Now, as regards the first cluster, in addition to the 5 chapters I just mentioned, there are also new thematic areas that have been added to this cluster, which were not part of the screening process in the past. And these are the functioning of democratic institutions, public administration reform, and economic criteria. In the explanatory session, we will focus on recent developments in the EU policies and the legislation so that we can be all on the same page. This will help you fine-tune and update your self-assessments of your policy and legislations to better understand how close you are in meeting the EU standards in each area and what remains to be done. This will be followed by the bilateral part, where you will tell us how you plan to implement the acquis and fulfill the criteria for membership. And that, of course, is the new part that we could not do before. And this will be a unique moment where we'll be running through the entire EU acquis together. On the basis of the bilateral meetings, we as Commission will then draft the so-called screening reports, in which we will inform the Council and the Member States where we think you are and how we should conduct the negotiations with you. This means that today marks the beginning of a very intensive work program, starting with the fundamentals. This exercise will see the mobilization, directly or indirectly, of hundreds of experts in both the Commission departments and your respective administrations.
Во 3 минути ни беше објаснето што не очекува, а со нашите вечерашни гости ќе се обидеме да кажеме до каде е Македонија и колку од ова што го слушнавме од Европската комисија не очекува во иднина и каде е Македонија. Господине Тилев, ќе почнам од вас, бидејќи вие сте представник на секретарот за европски прашања. Еве, господја Матела рече во билатералниот скрининг ќе мора да кажеме колку сме подготвени, ќе треба да дадеме прецизни рокови, прецизни насоки како ќе го исполниме она што досега не ни е завршено. Колку сме блиску до она што го бара Европската Унија од нас. Досега официјалните представници велат дека сме најподготвени во основните, во темелните вредности, а дека повеќе работа ќе треба на внатрешниот пазар. Ќе го потврди ли скринингот ова или ќе има изненадување? Па не би можел да кажам дека би ќе имал изненадувања однапред, заради тоа што тоа ќе се случи, односно ќе знаеме дали ќе има изненадување и до каде сме во сите тие области, од како ќе добиеме скрининг репортите. Јас навистина секогаш се воодушевувам кога представниците на Европската комисија во сложена материја и во сложен процес сумираат во 3 минути. Практично господината Матуела презентираше еден многу комплексен процес, еден обемен процес, масовен процес во 3 минути, а се работи за години и години работа за да дојдеме до ова ниво до кое што сме и уште ред години, ќе видиме колку зависи од нас, за да ги исполниме сите тие критериуми или очекувања или да дојдеме до крајната цела, тоа е полноправното членство во Европската Унија. Вредно е да се напомена и секогаш го повторуваме тоа, иако е општо познато, но добро е да се повтори дека ние сме таа прва држава во регионот која ја подпиша спогодбата, која тргна во имплементација, па дури и кога немавме успех во почетокот и отварањето на преговорите, факт е дека никогаш администрацијата во сите овие изминати години и политичките гарнитури различни политички гарнитури во различен период го управуваа самиот процес, никогаш не застанаа и секогаш одевме напред во транспозицијата на законодавството и токму тоа не доведе и до овој факт, а тоа е факт, дека според нашите анализи, според нашите математики и пресметки, негде меѓу 40 и 45%, поблиску до 45% од европското законодавство е веќе транспонирано во нашето законодавство. Тоа е поприлично голем процент, ако си има во предвид дека ние не сме ги почнале не ги бевме почнале преговорите, сега веќе официјално ги имаме, започнато преговорите од 19 јули оваа година, но во тој изминат период и покрај тоа што го немавме притисокот на преговорите, ние самите го усогласувавме законодавството, чисто за илустрација. Ако земете ланската година, кога ги направивме компаративните анализи каде е Србија или каде е Црна Гора, Црна Гора преговара од 2012, Србија од 2014, негдека на исто ниво сме ние во речиси сите сегменти. Можеби за нијанса Црна Гора е пред нас, Србија е малку зад нас во транспонирањето на законодавството во сите области across the board, што би се рекло, или во сите тие области кои ще се предмет на анализа, што значи дека ние без да ги започнеме пристапните преговори, веќе имаме одлична стартна позиција. Таа стартна позиција сега имаме можност преку новата методологија и преку динамизирањето на процесот да ја материјализираме на некој начин или политички да ја факторизираме со тоа што ќе го забрзаме процесот, штом навистина тргнеме и во не само скринингот и не само, многу важно што го спомна господијата Матуела, скрининг извештаите, затоа што после скрининг извештаите следува на вистинска тешка работа во која што ќе мора сите наши институции и не само институциите, туку сите општествени чинители да се вклучат, бидејќи ова е процес кој им припаѓа на сите. Ова не е процес само за институциите, не е процес само за политичките елити, ова е процес во кој што треба да се вклучат и мора да се вклучат сите фактори во државата, академската заедница, невладините организации, бизнис заедницата и сите оние што на било кој начин стекнале одредени знаења или имаат одредена експертиза развиено, која може сега да се вклучи во процесот и да го помогне за брзувањето на процесот. Предпоставувам дека за новата методологија малку ќе говориме и покасно, па ќе го објаснам и тој момент на динамизација. Да, еве во тој контекст во ноември треба да заврши објаснувачкиот скрининг. Колку време потоа ќе имаме до
додека ние да го спремиме нашиот извештај, нашиот скрининг и на кое презентирање на европското законодавство до нашиот преговарачки тим, за да видиме ние колку од нашето е усогласено. Колку потоа ќе имаме ние простор, колку ни се остава за да ги дадеме оние насоки како што ќе спроведуваме, до кога ќе исполниме и сите тие работи, пошто во преговорите потоа уште подетално се анализира и се прави. Ме потикнувате сега да дадам еден чекор понатаму во објаснувањето на самиот скрининг или аналитичкиот преглед на европското законодавство, бидејќи тој има два сегмента. Едното е објаснувачкиот скрининг, кога Европската комисија ги презентира тоа што е почнато актите, сега, да. Тоа што го почнавме 2018 и 2019 година, бидејќи најголемиот дел од европското законодавство за сите 33 поглави беше поминато, да. Ова сега што се случува е дополнување на новото европско законодавство од 2020-2021 и она што е од 2022 година, и кога тоа ќе се заокружи, а се заокружува консекутивно, кластер по кластер, поглавје по поглавје, тогаш ние влегуваме веднаш. Ова кога ме прашувате кога, веднаш, истиот ден, кога денеска, например, поглавје јавни набавки ќе биде презентирано, а беше презентирано, веќе од утредента почнува подготовката за билатералниот скрининг. Чисто да илустрирам, ние веќе добивме прашалници во однос на јавните набавки, кои почнуваме да ги работиме, да ги подготвуваме одговорите, бидејќи одговорите на прашалниците, за некои од поглавјата ќе добиеме такви од прашалници. Подготовките на прашалниците се практично подготовки и на билатералниот скрининг. Билатералниот скрининг е моментот на вистината, што ви рекле. Тоа е, значи, она како ќе се презентира каде сме ние во транспозицијата на законодавството, како ние се гледаме. Но тоа се тие 45% што ги зборуваме? Тоа се тие 45% кои ги зборуваме, ќе треба да ги елаборираме, ќе треба да ги аргументираме, ќе треба да ги презентираме заедно со плановите што со оние останатите 55, односно 60%, колку веќе ќе треба да ги транспонираме, бидејќи сега веќе го имаме на маса целото европско законодавство во сите области, и тогаш ние ќе мора да кажеме да испланираме како држава сите институции, не само институциите, него и бизнис заедницата, тие се многу важен фактор во самите преговори, ќе треба да процениме, да оцениме, а кога тоа ние ќе можеме се да пренесеме во нашето национално законодавство и кога ќе бидеме спремни за прво да ги продолжиме преговорите и потоа да ги затвориме преговорите. Тоа е тој вториот дел на билатералниот скрининг. Тоа е, велам, како ние се гледаме. Веднаш после тоа ќе добиеме одговор од Брисел, огледалото, што би рекол, како тие нас не гледаат во скрининг извештајите. Дали сме толку убави колку што ние си изгледаме самите на себе, да го кажам на таков начин. Да веруваме во себе. Но тогаш во скрининг извештајите тие ќе кажат точно каде сме во транспозицијата, каде ги имаме слабостите, каде тие сметаат дека треба повеќе поголем напор да се направи, поголеми инвестиции, и во тој момент ние ќе имаме веќе слика што треба понатаму да правиме, затоа што во скрининг извештаите тие ќе имаат наоди за секој кластер, за секоја област, за секој поглавје, и во тие наоди, доколку сметаат дека сме спремни, ќе кажат може веднаш да почнете со кластерот, бидејќи се отвараат кластерите, или пак ќе кажат треба да направите одредени чекори, бенчмаркови или одредници, да исполните одредени одредници, за да може да го отворите кластерот, а за првиот кластер, за кој што стана збор, фундаменти, темели, како веќе различно го користиме терминот, меѓутоа се работи за фундаменти. За тој кластер веќе имаме две одредници кои однапред се знаат. Тоа е патоказот за владење на правото, заедно со оној акцијски план за малцинските права, и патоказот за реформа на јавна администрација. Тие два се обврзни, тие се веќе однапред познати одредници за отварање на кластерот фундаменти. Ние ќе направиме и роудмеп, односно патокаси за функционални демократски институции, ќе има зајакнат диалог во делот на економските критериуми, можеби ќе има и некој бенчмарк за поглавјата 5 јавни набавки, тука е 18 статистика, тука е 32 делот на финансиска контрола. Можеби и таму ќе има некоја одредница, најверојатно не, меѓутоа може да има, и тогаш ќе се заокружи целиот тој циклус, а ова е
кога рековте до ноември, предпоставувам мислите на ноември оваа година или ноември? Не, објаснувачкиот треба да заврши во ноември оваа година за објаснувачкиот. 2023 година. Објаснувачкиот скрининг. Да. Тој оди паралелно, бидејќи кластер по кластер оди. Да. До оваа година, до крајот на годината ќе завршиме со фундаменти. Фундаментите. И тој ќе биде веќе заокружен. Да, сега на почетокот на октомври е следното. Нам ни се отвара простор да се подготвуваме, велам, од првиот ден. А кога велиме која е разликата помеѓу објаснувачкиот првиот дел и билатералниот скрининг, различно е 4-6 недели, месец дена. Отприлike толку има време за подготовка, а ние што работиме на таа тема и колегите пошто се експерти во таа област, знаат дека тоа воопшто не е едноставно, затоа што станува збор за околу 3600-3700 акти кои што ќе треба да се изанализираат и да се процени статусот на нивната имплементација. 45% толку владата декларираше дека е подготвена, дека е согласено нашето законодавство со европското, сепак Македонија многу долго чекаше пред вратата на Европската унија, само на датум чека од 2009 година. Не беше ли тоа доволно време за тој процент да биде поголем? Своја Крстиновска, повелете вие. Да, благодарам. Мислам дека не би било благодарно од оваа перспектива да зборуваме дали тој процент можеше или требаше да биде поголем, имајќи предвид дека европското законодавство постојано се менува и еволуира и ние не го чувствувавме тој притисок, тие стапови и мркови што доаѓаат со преговорите. Мислам дека е подобро наместо да останеме на размислувањето дали 45% се некаков успех во моментот или не, да размислуваме за тоа која брзина ни е потребна и колку брзо можеме да стигнеме до 100%, бидејќи без 100% усогласеност ние нема да станеме држава членка на ЕУ. И во тој контекст, кој што кажа и господинот Тилев, ни предстои еден процес кој што воопшто не е брз, не е лесен, не е едноставен, не е ефтин и има многу предуслови кои што би требало да се исполнат. Мислам дека можеме да ги поделиме во три елементи. Значи процесот не е само технички, има политичка компонента и ние знаеме дека имаме политички услов по завршувањето на скринингот и пред да започнеме да ги отвараме кластерите и поглавијата, да го затвориме според со Бугарија, заради тоа што тоа прашање се уште не е решено, се уште не очекуваат уставни измени и воопшто не е известно дали тоа ќе може да се постигне брзо и едноставно. Понатаму, дури во однос на тој технички, потехнички дел на усогласување со законодавството, нас ни е потребна голема политичка волја, која што досега не ја демонстриравме и можеби тоа е делумно зошто имаме 45%, а не повеќе. Именно самиот процес на усогласување со европското законодавство подразбира усвојување на закони и подзаконски акти кои што на еден или друг начин влијаат на различни групи на интерес, на различни делови од општеството. И тоа значи дека некои луѓе, компании, конкретни сектори може да се најдат погодени. И поради тоа потребно е да се работи на еден општествен консензус, на некој начин на балансирање на различните интереси, на некој начин на компензирање или наоѓање на некои решенија кои што воопшто нема да бидат лесни. Се работи всушност за некои резови кои што мора да се направат и за кои што ќе биде потребна силна политичка волја, а исто така и во поглед на административниот капацитет, зборувавме дали ја имаме или ја немаме експертизата. Во текот на последните години, паралелно со тој одлив на население што зборуваме, имаме одлив и од администрацијата. Без разлика дали тоа е во странство, дали е во граѓански сектор, дали е во приватен сектор, капацитетот на администрацијата според мене во текот на последните години е значително ослабнат. Токму поради тоа ќе треба да се најде начин да се мобилизираат експерти од сите нивоа на општеството, од различни сектори, бидејќи е процес кој што бара вклученост на голем број на луѓе со соодветна експертиза, не само во однос на европските прашања, туку пред се секторски експерти за животна средина, за енергетика, за транспорт и така натаму, кои што ќе треба да се осигураат дека законодавството на ЕУ е правилно транспонирано и она што е исто така многу важно, дека се спроведува, бидејќи не е доволно да ги усогласиме законите на хартија, а да немаме нивно реално спроведување во праксата.
И како трето, она што ние не можеме да влијаеме никако директно во моментов, тоа е така наречениот апсорбцијски капацитет на Европската унија. Гледаме дека ЕУ, како и сите држави во светот, се соочува со многу проблеми, како на внатрешен план, така на надворешен, поврзани со поширокиот геополитички контекст, и има многу прашања кои што треба да ги реши сама со себе. Тоа значи дека можно е да бидат направени различни измени, дел од нив можеби ќе не бидат во корист, доколку станува збор на пример за измени во процесот на донесување одлуки во Советот на министри на ЕУ. Меѓутоа ќе има и многу држави кои што на некој начин ќе треба да бидат убедени дека проширувањето е или во нивен интерес или пак директно не ги загрозува нивните интереси. Затоа што во самиот процес на пристапување, односно по нашето членство во ЕУ, ние ќе добиеме дел од буџетот на ЕУ преку различни фондови и тогаш ги имате различните земји, на пример Полска, која што ќе пресмета колкав процент од кохезионите фондови ќе добијат помалку по членството на Македонија или која да е друга држава. Французите ќе пресметат колкав дел од земјоделските субвенции ќе загубат по пристапувањето на нови држави членки, така што има голем број на интереси кои што на некој начин ќе треба да се вклопат во една сложувалка за ние конечно да завршиме како држава членка во ЕУ. Но тоа сепак се чекори кои не чекаат малку понатака за неколку години, да се надеваме не двоцифрени, но отворивте две теми кои сакав и јас да ги поставам, и следното прашање господинот Стојковски околу имплементацијата. Транспонирањето на европските закони е на хартија, но Европската унија бара и секогаш во своите извештаи и во обраќања кон тука секогаш бара и имплементација. Како стоиме со имплементацијата? Дали го следи процентот на транспонирањето на законите на хартија? Ова е веројатно подобро прашање за Тилев, што за мене, бидејќи сигурно правеле анализа и на колку имплементирале. Но јас ако се вратиме од надворот, токму дека сте надвор од институција. Ако се вратиме назад од тоа 45% усогласеност и така натаму, во 2004 година беше донесен законот за природа, кој што се уште го заштита на природата, кој што се уште го применуваме. Од 2004 до денес со законот е предвидена усвојување на национална стратегија за заштита на природата. Јас мислам дека се уште не е усвоена. Едно време ги броев извештаите кои што комисија ги испраќаше годишните, во кои што пишуваше дека стратегијата не е усвоена. После тоа мистериозно престана да се појавува стратегијата. Од веб страната на Министерството за животна средина не можам да ја видам. Така што предпоставувам дека и тие се откажале од очекувањата. Од 2006 до 2012 година работев за еден проект на Европската комисија кој што правеше анализа на токму на усогласеноста во делот на животна средина. Се следеа 72 главни правни акти и тие се оние за кои што на следниот турнус која ќе одат, односно веќе ги поминатме, нема да има некоја голема промена во дополнување на тие 72, се следеа токму сите 72 основни правни акти. Ние и тогаш гледавме дека сме добро усогласени, меѓутоа ако ги видевме имплементацијските прашалници, роковите кои што ги утврдувавме секоја година од 2006 до 2012, 6 години ја правев истата вежба секоја година. Роковите се поместуваа, едно време почнавме да утврдуваме рокови за 2020, ако одиме сега да ја направиме вежбата, веројатно и тука некаде сме затаиле. Колку тоа ќе ни попречи? Па, можеби и нема многу да ни попречи, бидејќи консензусот општествен се прави буквално во текот на преговорите. Ние имаме општествен консензус постигнато дека сакаме да бидеме членка на Европската унија. Затоа зборуваме од моментот на осамостојувањето. И ако сега почнеме да дискутираме дали треба во ЕУ, очигледно е дека е многу задоцната таквата дебата. Таа требало да ја правиме во 91 година, не сега, 30 години подоцна. Тоа е затворено прашање. Обштествениот консензус околу усогласувањето на работите и почитувањето на донесените закони, еве една од одредбите кои што беа обврска со преодните и завршни одредби на Законот за заштита на природа беше дека сите заштитени подрачја ќе бидат повторно евалуирани и ќе бидат донесени нови акти за нивно прогласување, закони или пак некаков друг подзаконски акт.
Не сум сигурен дека сите ги завршија. Се донесе и стратегија за заштита на биолошката разновидност со која што се предвиде дека ќе се зголеми процентот на територија заштитена како заштитено подрачје. Единствениот успех од стратегијата е веројатно овој националниот парк Шарпланина, за кој што сум извонредно среќен. Меѓутоа е многу мал успех. И таму се доцни. Моментот е дека ние постојано се бавиме со тешки политички прашања, без при тоа да зборуваме за овој дел кај што навистина ќе има политика, ама ќе има полиси, не политикс. И кај што ќе треба да работиме на тој општествен консензус. Замислете како ќе изгледа за инвеститори или пак за деловната заедница, кога ќе треба да ги преговарате да го преговарате поглавието 27, ако инвестицијскиот циклус започнал пред 3 години, а вие ги утврдувате роковите за следната година, како ќе го преживеат тоа? И затоа не е страшно дури и ако немаме некоја голема имплементација, ама мислам дека со делот на хармонизација на апроксимација на законодавството, не на хармонизација, на апроксимација можевме да работиме многу повеќе, затоа што ако не се лажам, предходниот вице-премиер зборуваше за програма Европа дома. Предходната влада зборуваше за тоа дека ние реформите ги правиме заради нас, не заради ЕУ. Тоа беше првенствено заради немањето на политичка волја за да се движат кон ЕУ вистински, па ни продава приказна. Ние навистина треба да се погрижиме заради нас дома да го правиме тоа. И ако се погрижиме да го правиме заради нас дома, ако се грижевме да го правиме тоа и досега, веројатно ќе имавме повеќе од 45%. Кога сме кај нас дома, ме наведувате на едно прашање, листајки за оваа емисија, се подсетив на Европското знаменце и дека дури бевме предупредувани од Европската унија за злоупотреба, беа донесени низа од закони во собранието со Европско знаменце, бидејќи таа беше таа забрзана процедура. Дали бевме предупредени, тоа е факт од Европската унија, да не го злоупотребуваме. Колку сега од тие закони ќе треба да ги европеизираме? Па веројатно, видете, ние нема не берам ја точна бројка, но претпоставам дека има закони кои ќе мора сега да ги нема да запреме со користење на европско знаменце дури и по членството во ЕУ, затоа што и тогаш ќе имаме обврска за усогласување, затоа што постојано се менуваат работите. Ние одевме на објаснувачки скрининг од 2019, односно 2018 до 2020 година и сега одиме повторно на објаснувачки скрининг, затоа што работите се промениле од 2020 година до денес. Така што ние постојано ќе работиме на тоа. Она што не ми е јасно како може, никогаш не стигнав да работам од внатре на табели за усогласеност, работев од надвор на табели за усогласеност, оваа вежба со животна средина. Секоја година имавме проблем во објаснување на тоа како да ја пополнат табелата за усогласеност. И секоја година имавме проблем во пресметките кои што ги правевме. А чиста математика и многу е лесно да излезете со процент, затоа што на вистина поените се знаат како се доделуваат, на крајот ги броите колку одредби имате, колку поени имате, колку е вкупно, колку можело да биде и процентот е тука. Лесно е да го пресметат. Ама секоја година имаме проблем со тоа. Ние имавме закони за кои што комисија кажуваше во еден период од поблискава историја, за кои што комисија кажуваше дека не се усогласени, а ние велевме дека тие се дел од нашата европска агенда. Ќе има меѓутоа постојано повторување на европско знаменце и за работи кои што сме ги направиле, затоа што треба да усогласиме дополнително, затоа што правото е жива материја и колку што правото го креира парламентот и советот заедно, толку го креира и судот во Луксембург. Така што и од таму ќе треба да имаме работи кои што ќе треба да ги внесуваме во нашето законодавство. Господине Тилев, досега нема влада која не се пофалила со функционирање на демократски институции, со најави за реформа во јавната администрација. Нас тоа сега не чека еве како новина во овој дел од значи кластерот 1. Како стоиме на тоа поле? Реформата на јавна администрација е бескрајна приказна. Вие не можете да кажете дека реформа ќе тргнете во реформа на јавна администрација во еден момент и ќе завршите патем
Сега се работи веќе на третата стратегија за реформа на јавна администрација и веројатно кога ќе ја завршиме таа ќе има и четврта. Постојано се менуваат условите, постојано се менуваат потребите. Што очекува Европската унија од нас во тој дел? Дали ни соопшти? Да, ние имаме на пример Сигма извештаи кои што секоја година или на 2 години се сработуваат од соодветни експерти од Сигма, кои ги обсервираат сите елементи кои што се содржани во јавната администрација и за прв пат и Матуела мислам дека спомна преска во објаснувачкиот скрининг за прв пат имавме објаснувачки скрининг за реформа на јавна администрација. Реформа на јавна администрација никогаш не било предмет на преговори, овој пат ќе биде предмет на преговори и не само што ќе биде предмет на преговори, туку ќе биде и дел од фундаменталс, односно на делот на фундаменти. И тоа е тој кластер што се отвара прв, што се затвара последен, што значи дека цело време додека траат преговорите ние ќе бидеме под обсервација, односно под мониторинг. Тоа значи од тоа како градиме стратегии, како градиме политики, како ги координираме тие политики, како ги спроведуваме, како јавните финансии ги управуваме, како контролираме користење на јавни средства, каков е капацитетот на администрацијата, каква е компетентноста на администрацијата, каков е начинот на унапредувањето на кадрите, дали тоа е врз основа на мерит принцип, дали е политизирана администрацијата, дали е професионализацијата на администрацијата на сцена. Сето тоа се индикатори, сето тоа се елементи од самиот процес на преговори ќе бидат, односно реформи. Тие реформи, велам, се спроведуваат до сега, ќе се спроведуваат и понатаму. Делот на управувањето, делот на дигитализацијата. Ако пред 10 години ние не сме говореле за дигитализација, сега тоа е составен дел на реформата. Тоа значи дека тоа е еден moving target, една цел која постојано се движи и која што ние мораме, ако сакаме да го држиме темпото, ако сакаме да го постигнеме тоа што сакаме на крајот да го постигнеме, да имаме професионална, ефикасна, рационална администрација, непредимензионирана, која што ќе може да одговори на сите предизвици кои што се пред нас во делот на говоревме не заради ЕУ, туку заради нас. Токму заради нас. Од сите тие услуги кои администрацијата ги дава, не ги дава во Брисел, тие ги дава тука за нашите граѓани и затоа ние имаме интерес да таа администрација се спроведе, да таа администрација тече постојано, континуирано и институциите конечно да можат да одговараат на сите барања на граѓаните. Јавната администрација е хоризонтално прашање. Кога говориме ние за сите други кластери, за сите други поглавја, за сите други институционални прашања, административни прашања, сето тоа е реформа на јавна администрација, сето тоа е поврзано со капацитетот на администрацијата. Ние не можеме да ги читаме правните акти ако немаме компетентна администрација. Што правиме со одливот, што го споја госпоѓа Крстиновска? Одливот се случуваше, се случува и ќе се случува. Колку ние побрзо напредуваме во процесот на европска интеграција, колку перспективата е поотворена, толку јас барем сметам дека ќе бидеме поатрактивни да ги привлечеме младите во администрацијата и не само во администрацијата, во бизнисот да отвараат бизниси и да останат во државата. Без млади, без тој капацитет, вие не можете да правите планови за развој на државата. Ниедна економска проекција не може да оди без младите внатре, односно без човечкиот фактор. Човечкиот фактор е клучниот елемент во секоја развојна политика и од тука тоа е клучното прашање. Например, стана збор за тоа дали ова ќе трае кратко, долго, колку ќе трае. Слушам разноразни изјави, некои вели 10-15 години и така натаму. Се противам на тоа, искрено не лично вака, заради тоа што знам што значи процес. Ако процесот вие го тргнете со некаква проекција, дека тој ќе трае 10-15 години или 20 години, нема млад човек што ќе се вклучи во тој процес. Тие млади луѓе во меѓувреме ќе се бават со некои други работи, едноставно ќе си го бараат чарето во некоја друга област, нема да може да ги атрактираме да влезат во процесот на европска интеграција во администрацијата или во сите тие области, во сите тие институции кои што се поврзани со процесот на интеграција, затоа што тие едноставно процесот ќе стане неатрактивен. Добро е што на првата меѓувладина конференција премиерот јавно објави дека нашата цел, таргетот ни е 2030 година. 2030 година е остварлив таргет. Дали е остварлив? 2030 година јас сум длабоко убеден дека е остварлив таргет.
Тоа се колку 7-8 години од сега. 7-8 години беа толку потребни за да може Хрватска да стане од нула до членка. А тие пред Хрватска пак и за пократок временски период. Во ред знаеме, препознаваме, ако порано имало 60 000... Добро, но расположението мораме да признаеме дека во Европската Унија не е исто како зимите пред Хрватска кога влегува. Точно, се согласувам. Мислам дека и Јана тоа го потенцираше. Да. Се согласувам дека се е променето. Но ако вие сте определени кон таа цел, ако навистина сите политички фактори, сите општествени фактори се вложат и навистина веруваат дека тоа е иднината на оваа држава и на ова општество, на овие млади луѓе кои што сега влегуваат во целиот систем, тогаш мора да ги направиме тој екстра чекор, екстра енергија да вложиме за да можеме да ги исполниме тие услови што е можно побрзо. Колку побрзо, толку подобро. Хрватскиот пример е еден пример кој постојано го повторуваме, го имаме како наш советник сега и господин Дробњак, тој прво што го кажа тоа и јас пошто сум подолго во процесот се сеќавам кога сме оделе во посета и сме ја посетиле владата, председателот на Хрватска своевремено, тие секогаш го истакнуваат тој момент и тој момент кај нив беше клучен. Сите политички чинители беа едногласни во тоа дека Хрватска мора брзо, веднаш, со сите средства вложени, да стане членка на Европската Унија за да се извлече од турбулентниот регион или од турбулентните времиња во кои што Хрватска многу близко претходно беше. 2013 стана Хрватска членка, 2005-2006 ги почна преговорите. Тоа е вистинскиот пат. Сите политички фактори, сите политички чинители мора да се, ако се искрени во тоа што го велат, дека европската интеграција, европската и членството во Европската Унија е нашата вистинска цел и целта која е вградена во сите политички програми на политичките партии, тоа треба да биде покажано и на дело. Три работи сосем на кратко. Да, во однос на сакав администрацијата. Многу ми е повеќе кејф што станува збор за точка на преговорите, за која што ќе има, предпоставувам, повеќе разговор, затоа што ќе не натера и нас овде да работиме повеќе на реформа на администрација и повеќе нема да биде точка на дискусија во представување или во партиски програми или во дебатни емисии, туку ќе биде точка на дискусија на маса помеѓу Брисел и државава. Во однос на рокот за пристапување, многу ми се допаѓа тоа сакам да прашам, дали се согласувате дека 2030 дека 2030 има многу убава символика, има многу убава символика, целите за одржлив развој, агенда 2030 и така натаму. Лично, ако сме убедени во тоа дека 45% сме усогласени, можеби можеле да бидеме поамбициозни. И јас лично би бил поамбициозен. Да се скрати тој рок? Да, меѓутоа 20-30 е убава бројка. Вие колку, например, ако бидеме амбициозни, колку би го скратиле? Зборуваше Тилев пред малку, Хрватска е најдолгата држава, мислам, од оние кои што се во моментот членки на Унијата, настрана сите други кои што преговарале и излегли или се уште преговараат, Хрватска преговарала најдолго. Средни 6,5 години. Просекот на преговорите е 7 години и 2 месеци. За сите држави од 74 година до 2013 година. Хрватска преговараше малку повеќе од тоа. Вообичаено беше некаде околу 6 години и некој месец. Околу 6,5 години. Хрватска знаеме зошто преговараше подолго. Веројатно ќе беа подеднакво успешни и они и тоа ќе се завршеше побрзо. Објаснувањето за новата методологија беше дека се преговара во кластери, ние имаме поглавја, нели нормално и ќе преговараме по поглавја, ама се преговара во кластери, секој од кластерите се преговара една година, 6 кластери, 6 години, 2023 2029. Да, сега треба да ги земете во предвид тука ратификацијата, процесот на скринингот и така натака, така што 2030 е веројатно објективна. Јас би сакал да бидам поамбициозен.
28 може би можеле да го постигнеме. Ако навистина имаме 45%, ако имаме волја во државава, ако сме подготвени да работиме на имплементација на законите, а не само на нивно усогласување, тогаш можеме да го постигнеме тоа. Една прецизност. Само уште една работа во однос на флуктуацијата на администрацијата. Со Тилев се знаеме од почеток на ноември 2000-та, уште се преговараше спогодбата за стабилизација и асоциација и ово го кажувам како личен пример. Бев на последната рунда преговори за ССА, овде во Скопје се случуваше. Да, седев позади, носев хартија, ама таму бев. Бев дел од скупот, го видов, бев сведок на случувањето. Јас бев 8-миот човек, тогаш имаше 7 луѓе и се викаше одделение за европски интеграции. До моментот додека јас да заминам, дел од луѓето заминаа. Значи веќе имало некаква промена. После тоа се работеше, стана во меѓувреме сектор за европски интеграции, се полнеше секторот со луѓе, мислам се полнеше со луѓе, лошо звучи, им се извинувам на гледачите. Доаѓа нови, млади или постари кои што беа заинтересирани да се вложат себе си во процесот и да работат на интегрирањето на државава, и тоа стана некаква структура која што дополнително се изгради 2002 година, 2003 година. Буквално пред да го добиеме 2002-2003, пред да го добиеме прашалникот. Тоа стана тим, вистински тим. Тој го изработи прашалникот. 2006-та дел од тие луѓе замина или беа прераспределени на друго место. Добро, тоа е во секоја институција во тек на 20 години да влегуваат и да излегуваат нови луѓе. Ако има луѓе кои што доаѓаат, затоа што тие сегогаш ќе ги надоместат луѓе. Мислам дека е тоа многу. Јас не бев експерт кога се вработив таму. Не експерт, знаење. Односно, јас не бев експерт кога дојдов таму. Не се вработив никогаш, ама дојдов таму. Така што самото седење таму, читањето на тие материјали или следењето на случувањата околу вас ве гради. Добро е ако има промена. Ушо Крстиновска, 2030-та. Сега не знам дали веќе зборуваме за желби или за факти. Значи, дали сите сакаме 2030, сите сакаме 2028, и веќе не знам дали зборуваме за политика или за математика. Искрено мислам дека треба да бидеме малку реални и доколку работиме во изолираност од сите останати фактори, само работиме на нас, тоа може би било изводливо и во секој случај, ако нема да ни донесе членство во ЕУ, барем ќе направи да имаме Европа дома, како што кажавме, ќе биде позитивно за сите луѓе. Меѓутоа, има барем од моите средби во Брисел, без разлика дали е со представници на комисијата или повеќе со представници на државите членки, поциничниот дел од луѓето кои што работат на оваа проблематика, велат дека ЕУ се приправа дека сака да не прими, а ние се преправаме дека се реформираме. И мислам дека треба еднаш за секогаш да кажеме дека тоа не е така и дека тоа не смее да биде така и навистина да се зафатиме заради тоа што тој втор елемент кој што влијае на процесот зависи само од нас. Меѓутоа треба да имаме предвид дека сега веќе не сме само ние 6 држави од Западен Балкан кои што сакаме да влеземе во ЕУ, има барем уште 3 држави кои што се имаме сега вкупно 9 кандидати и потенцијални кандидати за членство, што може би од една страна ќе го олесни, но од друга страна може многу да го отежни процесот и може би доколку имаме некоја ситуација поради војната во Украина, поради целата геополитичка несигурност, да имаме политичка одлука за брзано проширување, како што тоа беше случајот со тие 10 држави од Централна и Источна Европа во 2004 година, може да го забрза процесот и да бидеме до 2028 или 30 година во ЕУ. За жал, мислам дека политичките сигнали кои што доаѓаат не толку од Брисел колку од државите членки одат во насока дека тоа не е можно.
И токму во тој контекст еве следна недела ќе има самит на Европската политичка заедница, која што мене ми се чини има можеби до некаде намера на некој начин да ги вклучи во европските процеси државите кои што не се членки на ЕУ, да им обезбеди некакви привилегии. Да, но тоа не треба да биде замена и тоа беше неколку пати јасно кажано, така да се пак не да се држиме до нашиот пат, но колку што разбрав вие не сте, значи оптимист, повеќе сте математичар, по математиката дека 2030 сепак по политиката, не по математиката. По политиката дека 2030 нема да биде. Време за реклами, се враќаме веднаш по нив. Продолжуваме со дебатата и сега ми се поставува едно прашање околу структурата на преговарачките тимови. Таа е дефинирана, но се уште не е персонализирана, ако можам да се изразам. Туку не се решени сите персонални решенија на преговарачките тимови. Дали процесот е почнат, а уште се чека, значи, именување на некои луѓе, дали се доцни или е тоа така во сите преговарачки тимови, дали тоа може да се минува во тек на времето или некаде закочи тој процес, господин Тилев? Прво би нагласил дека одлуката за формирање на целата структура е донесена. Таа е веќе објавена и во службен вестник. 13 септември мисля че беше донесена, веќе на 14-15 беше објавена во службен вестник, веднаш стапени во сила. И именувани се главниот преговарач, тој е подпредседателот за европски прашања господин Одгоин Маричич и заменикот на главниот преговарач, тој е државната секретарка Дрита Абдил Халили. Тие се и екс-официо членови. Формирани се, мислам, имаме веќе утврдено структура на комитетот за преговори. Комитетот за преговори го предводи премиерот, заменик е главниот преговарач. Тоа ги знаеме, да. Имаме група за преговори. Зборам за експертскиот дел. Групата за преговори, експертскиот дел и групата за преговори се дефинира во моментов, се гледаат сите опции. Тука е интересно да се каже дека ние сме веројатно првата држава сме која што воведува едни нови позиции, тоа е позиција на главен економист, позиција на главен правник и позиција на главен антикорупционер. Меѓутоа, тука забуна да нема, не навлегуваме во надлежностите на другите институции, ова се само стручни лица кои што ќе имаат координативна улога и кои ќе помагаат во преговори, ќе му помагаат на главниот и на заменикот на преговарачот во формирањето на позициите, односно во координирањето со другите институции. Ова го правиме токму заради новата методологија, бидејќи новата методологија носи нови елементи, често пати велам јас, не е ревидирана методологија, ова е потполно нова методологија, која има многу по-висок политички, да кажем, призвук, и токму заради тоа е малку и политичкото ниво подигнато и затоа, ако некој споредува какви биле порано преговарачките тимови и какви се сега, неспоредливи се, затоа што тие по друга методологија работеле ние. Вие улога во некој преговарачки тим и на која позиција? Дали сте јас лично? Да, лично. Тоа е ќе го определат претпоставените. Јас сум таму, јас сум државен советник од 96 година, можеби најстариот државен советник во нашата администрација и се бавам преку 25-6 години со процес на европска интеграција. Ќе го дадам својот максимум. Сепак местото би било логично да биде некој од тимовите. Ќе помага. Ако не се лажам, барем предходните одлуки, оваа не стигнав да ја исчитам до крај, секретаријат или вршител на работите секретаријат на преговорите и на структурата треба да биде секретаријатот за европски прашања, што би рекло сите ќе имаат улога реално. Да. Така е. Граѓанскиот сектор, Европската комисија бара граѓанскиот сектор да биде вклучен во преговарачките тимови, во преговорите, но остава на земјите да решат на кој начин ќе го направат тоа. Вие доаѓате од тој сектор, како гледате вие кај е местото на граѓанскиот сектор во тоа и дали доколку бидете поканети ќе земете дел? Госпоѓа Крстиновска, секако, да, мислам дека апсолутно е лична и професионална привилегија да се биде дел од овој процес, бидејќи секој сака да работи во интерес на својата држава и да го даде придонесот. Граѓанскиот сектор во самиот процес би требало да има најмалку 3 улоги. Улогата што има стандардно на watchdog или наблюдувач, да прави мониторинг или следење на процесот. Понатаму имајќи го предвид, повторно ќе кажам, ограничениот капацитет, особено во поглед на таа аналитичка компонента од процесот, мислам дека државните
институции би требало повеќе да сметаат на анализите, на инпутот што го добиваат од граѓанскиот сектор за различни области, за различни поглавја и секако граѓанскиот сектор би требало да биде вклучен не само на овој начин, туку и како директен партнер на институциите во процесот на креирање на јавни политики и тоа од самиот почеток па до крај на тој процес. При тоа мислам дека треба да се има предвид да нема никаков конфликт на интерес, значи организациите кои што се вклучени во креирање на политиките не би требало да бидат тие исти организации кои што понатаму ќе следат дали политиките се успешно креирани и спроведени и секако би требало да има граѓанскиот сектор простор да дише, односно понекогаш да биде критичен. Знаеме дека кај нас многу често владите се чувствителни на критика, меѓутоа мислам дека во овој процес е клучно да имаме конструктивна соработка и на јакнење на довербата меѓу граѓанскиот сектор и државните институции во интерес на самиот процес и тоа да се одвива побрзо. Господин Стојковски, вие? Јас се сеќавам на еден период во кој што постоеше консултација помеѓу владата и Советот за соработка со и развој на граѓанското општество околу улогата на граѓанското општество во преговорите и мислам дека на крајот постигнаа некаква усогласеност, бидејќи тоа е тело на владата, Советот е тело на владата. Се надевам дека таа усогласеност која што беше постигната таму се уште важи. И ако треба да продолжиме, ако треба да зборуваме за учеството на граѓанското општество, тогаш треба да зборуваме минимум за тоа, можеби за нешто повеќе. Не мислам дека треба да стои надвор. Напротив, има уште една улога. Ние можеме да бидеме, граѓанското општество може да биде алатка, механизам, учесник во креирањето на општествениот консензус, затоа што ние застапуваме некои граѓани кои што се дел од организациите во кои што работиме, организации патен се здруженија на граѓани. Ако ги застапуваме граѓаните, тогаш треба да учествуваме и во креирањето на општествениот консензус. Ќе можеме поедноставно да ја пренесеме информацијата, ќе можеме подобро да ја објасниме веројатно на граѓаните или пак да учествуваме во објаснувањата. На крајот на криштата работните групи за изготвување на програмата за националната програма за усогласување на законодавството и за преговарачки позиции треба да имаат граѓанско општество, односно представници на граѓанското општество. Само така ќе имаме шанса да создадеме закони со европско знаменце на кои што граѓаните повеќе ќе им веруваат. Не заради тоа што ние ќе бидеме гарантот таму, туку заради тоа што ќе постои некаков механизам за консултации со нашите конституенци. И на крај сите тројца едно многу кратко, бидејќи ни стекува времето за емисијата, имаме, еве кога сме кај преговарачките тимови, вие ќе споменавте, значи имаме политичко и технички преговарач во една личност, тој е вице-премиерот за европски прашања. Се поставува, се наметна прашањето кога тоа беше кажано, дали доколку ако се смени вице-премиерот, дали ќе влие тоа врз преговорите, ве барам многу кратко, бидејќи сме сосема на крај, дали тоа ќе влие, да ја расчистиме таа дилема. Господине Тилев, вие прв. Видете, целиот систем се состои од околу, веројатно, 1500 експерти, распоредени во 37 работни групи. Тоа е основата која што ќе гарантира и континуитетот, ќе го гарантира и континуитетот и квалитетот. Се разбира, добро би било и раководството да остане што е можно подолго, затоа што се работи за процес кој што бара континуитет. Едноставно, континуитетот е предуслов за да можете да постигнувате резултати. Господин Стојковски, господин Крстиновска. Видете, прво ние бевме единствениот исклучок кај што имавме политички и технички преговарач. Во таа смисла добро е што имаме еден преговарач кој што ќе ја застапува државата во преговорите со Унијата. Она што е важно е дека тој треба да има техничко знаење, можност да ги препознава ресурсите кои што ги има во државата. Чисто дали доколку ако дојде до смена, дали тоа би можело да го закочи процесот или ќе му треба време на политички капацитет да може да го управува системот или структурата од 1000 и повеќе државни службеници. Тоа може да го прави веројатно најдобро политичко лице или човек кој што има врска со владата, таква каква што има во моментов. Дали ќе настане проблем?
застој, па ниту еднаш досега не застанала владата да престане да работи од моментот на изборите до составувањето на владата, нели владата е во постојана работа. Бидејќи сме на крај, госпожа Костиновска, башите 20 секунди. Да, дека во интерес на процесот и да се избегнат непријатни ситуации, да се обезбеди континуитет, идеално би било доколку владата и опозицијата би можеле да најдат лице кое што би било на некој начин консензус и кое што би обстанало на таа позиција и по евентуална промена на власта. Значи сепак тоа лице да продолжи да го истера целиот процес. Ви благодарам на сите тројца. Беше кратко времето за сите теми. Се надевам ќе имаме нова прилика, а на вас, драги гледачи, ви посакувам убава вечер и останете со програмите на Телма.